Се наоѓаме во самиот центар на Свети Серафим Саровски, Девеевскиот фасад. Првиот храм кој што не пречекува, тоа е Казанскиот собор. Тука има неколку параклисчиња и се наоѓаат светите мошти на блажените Матрона, Пелагија и Марија. Во продолжение е големиот звоник, кој е навистина величествен, и низ неговата порта право наидуваме на храмот на Света Троица, Светотроицкиот храм, каде се наоѓаат моштите на Баќушка, на милиот наш Баќушка. Радосна е душата. Ете повторно сум во неговиот дом и радоста и покрај солзното време, облачното време, ветрот е помалку студенило. Сепак срцето е топло и радосно од средбата со старецот. Ние македонците имаме свој култ кон него и кон неговите поуки, кон неговите молитви. Во продолжение ќе ви овозможам да може да видите дел од останатите храмови. Пред самиот влез, одлево, топлиот пречек на нашиот мил и драг Свети Серафим Царовски, нашиот Баќушка. Од десна страна Пресветата Владичица наша Богородица. Продолжуваме кон Светотроицкиот храм. Токму пред мене величествениот видик на Света Троица, сета своја убавина и раскош. Прекрасната хортикултура, избор од цвеќиња, од зеленила, од овоштија, убавина на секој чекор. Не можам да одолеам, да не ги покажам прекрасниот избор на цвеќи со неверојатна убавина. Погледнете ги. Само во Царството небесно може да виреат вакви зеленила, ваква рајска градина да има. Одесно на Светотроицкиот храм е Вознесение Христово. Утринава бевме рано во зори на Божествената литургија, присуствувавме и се причестивме со светите Господови тајни. Изобилство од овошна градина, преполна со јаволчиња.
главниот влез, кој во моментов е затворен, на Свето-Троицкиот храм, каде што се наоѓаат светите мошти на Свети Серафим Саровски. Од левата страна на храмот секогаш има колона, која што трпеливо, во која трпеливо луѓето чекаат на ред по скалилата нагоре да се приближат и да се поклонат на светите мошти на Старец Серафим, каде што постојано има читање или на молебен, или на акатис. Негде по овие скали се стигнува до светите мошти на Свети Серафим Саровски. Меѓутоа, во внатрешноста не е дозволено сликање. Свети Серафиме Саровски, моли го Бога за нас грешните. Ова е дел од манастирската гробница, каде се закопани починати монаци, гробот на игуменија Марија, родена у Шакова Елизавета Алексеевна. Вели, пристапила во манастирот на 9.1.1845, а се 1862 година станува игуменија, почината 1904 година. Игуменија Александра, почината 1941 година. Вознесенскиот манастир храм прекрасни декорации, градини, меѓутоа достапни само за сестрите на манастирот. Еве го милиот пакјушка. Бавчите им се во стилот на Царство Небесно. Ангелчиња, прекрасни цвекиња. Рада за најмладите генерации. Семејството и на Медо, зајче, бувче, симпатични додатоци за малите дечиња да се радуваат како во зоолошка градина. Еве во продолжеток од прекрасната градина да пристапиме на делот. На овој дел каде што е предвидено да се поклониците одмараат со прекрасниот амбиент на трите ангели и фонтаната. А се приближуваме до ново изградениот храм на Христа Спасителја,
А има уште многу храмови што се во тек на изградба. Иначе во близина сме и на почетниот дел на канавката, кое што сакам во дадениот момент и да започнем. 150 Богородице Дево за сите вас на кои на некој начин ви ветив дека ќе се молам. Ево уште еден поглед на храмот на Христа Спасителя. И веќе се приближуваме до крстниот знак, од каде што започнува канавката. Ево почетокот на започнување на крстниот ход. Разматиот Исус Христос, на кој ќе се помолиме да ни даде благослов, да започнеме. Богородице Дево, радувај се, благодетна Марија, Господ е со тебе, благословена си ти меѓу жените и благословен е плодот на твоето утроба, зашто си ни го родила Спасителот на нашите души. 150 пати на бројаница. Ова молитва на канавката ќе посветам за сите оние кои што ќе го проследат ова мало клипче. Почетокот на канавката. Многу луѓе во текот на денот, во голема тишина, со бројаницата во рака, се движат со молитва. 150 пати Богородице Дево. Богородице Дево, радувај се, благодетна Марија, Господ е со тебе, благословена си ти меѓу жените и благословен е плодот на твоето утроба, зашто си ни го родила Спасителот на нашите души. Богородице Дево, радувај се, благодетна Марија, Господ е со тебе, благословена си ти меѓу жените и благословен е плодот на твоето утроба, зашто си ни го родила Спасителот на нашите души. Богородице Дево, радувај се, благодетна Марија, Господ е со тебе, благословена си ти меѓу жените и благословен е плодот на твоето утроба, зашто си ни го родила Спасителот на нашите души. Богородице Дево, радувај се, благодетна Марија, Господ е со тебе, благословена си ти меѓу жените и благословен е плодот на твоето утроба, зашто си ни го родила Спасителот на нашите души. Богородице Дево, радувај се, благодетна Марија, Господ е со тебе, благословена си ти меѓу жените и благословен е плодот на твоето утроба, зашто си ни го родила Спасителот на нашите души. Богородице Дево, радувај се, благодетна Марија, Господ е со тебе, благословена си ти меѓу жените и благословен е плодот на твоето утроба, зашто си ни го родила Спасителот на нашите души. Богородице Дево, радувај се, благодетна Марија, Господ, благословена си ти меѓу жените и благословен е плодот на твоето утроба, зашто си ни го родила Спасителот на нашите души. Богородице Дево, радувај се, благодетна Марија, Господ е со тебе, благословена си ти меѓу жените и благословен е плодот на твоето утроба, зашто си ни го родила Спасителот на нашите души. Богородице Дево, радувај се, благодетна Марија, Господ е со тебе, благословена си ти меѓу жените и благословен е плодот, зашто си ни го родила Спасителот на нашите души. Богородице Дево, радувај се, благодетна Марија, Господ е со тебе, благословена си ти меѓу жените и благословен е плодот на твоето утроба, зашто си ни го родила Спасителот на нашите души. Богородице Дево, радувај се, благодетна Марија, Господ е со тебе, благословена си ти меѓу жените и благословен е плодот на твоето утроба, зашто си ни го родила Спасителот на нашите души. Радувај се, благодетна Марија, Господ е со тебе, благословена си ти меѓу жените и благословен е плодот на твоето утроба, зашто си ни го родила Спасителот
Богородице, благодатна Мария, Господи с Тебе, благословена си Ти меѓу жените и благословен е плодот на Твоето утроба, зашто си ни го родила на нашите души. Богородице, Дева, радувай се, благодатна Мария, Господи с Тебе, благословена си Ти меѓу жените и благословен е плодот на Твоето утроба, зашто си ни го родила Спасителот на нашите души. Богородице, Дева, радувай се, благодатна Мария, Господи с Тебе, благословена си Ти меѓу жените и благословен е плодот на Твоето утроба, зашто си ни го родила Спасителот на нашите души. Богородице, Дева, радувай се, благодатна Мария, Господи с Тебе, благословена си Ти меѓу жените и благословен е на Твоето утроба, зашто си ни го родила Спасителот на нашите души. Богородице, Дева, радувай се, благодатна Мария, Господи с Тебе, благословена си Ти меѓу жените и благословен е плодот на Твоето утроба, си ни го родила Спасителот на нашите души. Богородице, Дева, радувай се, благодатна Мария, Господи с Тебе, благословена си Ти меѓу жените и благословен е плодот на Твоето утроба, зашто си ни го родила Спасителот на нашите души. Богородице, Дева, радувай се, благодатна Мария, Господи с Тебе, благословена си Ти меѓу жените и благословен е плодот на Твоето утроба, зашто си ни го родила Спасителот на нашите души. Богородице, Дева, радувай се, благодатна Мария, Господи с Тебе, благословена си Ти меѓу жените и благословен на Твоето утроба, зашто си ни го родила Спасителот на нашите души. Богородице, Дева, радувай се, благодатна Мария, Господи с Тебе, благословена си Ти меѓу жените и плодот на Твоето утроба, зашто си ни го родила Спасителот на нашите души. Богородице, Дева, радувай се, благодатна Мария, Господи с Тебе, благословена си Ти меѓу жените и благословен е плодот на Твоето утроба, зашто си ни го родила Спасителот на нашите души. Богородице, Дева, радувай се, благодатна Мария, Господи с Тебе, благословена си Ти меѓу жените и благословен на Твоето утроба, зашто си ни го родила Спасителот на нашите души. Отче наш, кој си на небесата, се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде војата Твоја, како на небото, така и на земјата. Хлебот наш насушен дај ни го денес и прости ни ги долговите наши, како што и ние им ги проштиваме на нашите должници. И не го ведувај во искушение, но избави ни од лукавиот. Почитувани, понатаму ќе продолжам во една лична тишина. Ви благодарам што бевте трпеливи и јас проследивте ова моја репортажа малецка за сите ваши души, сите вие кои може би ќе можете во животот, а и нема да успеете да стигнете во овој божествен рај, во Дивејскиот манастир, местото кое е по Божја промисла предвидено во последните часови, заедно со божествената литургија да се вознесе на небото. И ова е канавка, заштита на манастирот преку овие простори, обележени. Демоните не може да влезат во овие и да творат зло. И благодарам. Биете живи и здрави. Почитувани пријатели, откако имавте можност да го проследите во живо мојот скромен прилог за Дивејскиот манастир, за канавката, за молитвата, која посакав да ја доживеете и да ја почувствувате во вашето срце, на крајот го оставив овој момент, кој е највеличествениот и највпечатлив и секогаш ќе го носиме во нашето срце како печат на благослов од светиот Серафим Саровски, а тоа е приемот на игуманијата на манастирот, кој што токму во храмот на Света Тројца, каде се наоѓаат и неговите свети мошти, не прими, не благослови, не дарува, а најголемиот дар беше моментот кога ни ги отворија моштите на Свети Серафим Саровски во живо да ја допреме неговата глава
да го почувствуваме благоуханието и живиот принос на контакт меѓу нас и него, нашиот пријател, нашиот молитвеник и застапник, голем руски, но и наш македонски светител. Слава на Бога, на Пресветата Богородица и на Свети Серафим Саровски.